2 март, понеделник, добро вечер, 24 анализа. Македонија не е изложена на нестабилност, но потребни се мерки против можни сајбер и хибридни напади, зголемена контрола на границите, засилени активности за рано предупредување. Ова се дел од поентите по вчерашниот Совет за безбедност, што се одржа во земјава по секако овој нов воен конфликт, како да го кажеме, по борбите на Блискиот Исток. Утре некако можеби се вклопи во овој тајминг е и првата официјална посета на генералниот секретар на НАТО Руте на Македонија, па ќе видиме какви пораки, можеби и препораки ќе донесе и тој. Внатрешно политичката состојба во земјава преку политичка аргументација на двајца мои соговорници, од мојата лева страна Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН, добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Од мојата десна страна Андреј Жерновски, добро вечер. Добро вечер, благодарам и поздрав до гледачите. Имав планирано и трет соговорник за оваа дебата, ви го најавив, но поради објективни причини се уште се наоѓа надвор од државата, требаше денеска да дојде, но откажа со него во некоја следна прилика. Ајде прво да почнам со ова што го споменав Совет за безбедност најново од вчера, заседаваше, беа таму нели представници на безбедносни служби, на извршна власт, на законодавна власт. Она што ми падна во очи како реченица и што е важно за нашите граѓани, Македонија не е изложена на нестабилност. Дали имаме Петрушевски, вие сте дел од законодавната власт, навремена реакција, навремен аларм, навремено реагирање на надлежните институции во земјава во поглед на она што е веќе денеска, мислам, трет ден е од војните операции на Блискиот Исток. Па со самото тоа што денеска е третиот ден, вчера беше свикан Советот за безбедност, сметам дека сме имале навремена реакција на институциите, особено ако се анализираат другите држави пред се во Европа и да речеме Европската унија, така што мислам дека имаме навремена реакција од институциите. Она кое што е заклучок на самиот Совет за безбедност е дека Македонија директно не е изложена на никаква безбедност, но добро е да имаме мерки на предпазливост кои што би спречиле евентуални несакани закани по стабилноста на Република Македонија. Нормално тука секогаш во вакви ситуации на прва линија во модерното време се сајбер заканите. Добро е да се затегнат границите, да се види што и како влегува и излегува, така што мислам дека имаме една добра навремена реакција и заклучоци кои што соодветствуваат со реалната и фактичка ситуација која што имаме. Жерновски. Не сум тој што може да каже кои информации ги добила нашата председателка, во ред се останали, како што кажа господин Петушевски, меѓутоа да видиме кои се во пракса поентите кога се свикува Совет за безбедност. Совет за безбедност се свикува кога имаме сериозни безбедносни инциденти, потоа кога имаме терористички закани по државата, потоа кога имаме воен конфликт во регионот, кога имаме закана за мигрантска или енергетска криза и кога имаме прогласување на кризна состојба. Јас од овие 4 работи не гледам што се случува кај нас, така да очекувам од вас како представник на ВМРО да помене да кажете кој не на мене на јавноста, оти не слушав од председателката ништо. Кој е конкретната и директната закана со која се соочуваме ние како граѓани на ова држава? Дали се прави Совет се свикува затоа што постои закана или затоа што постои настан? Тоа е многу битно да се одговори затоа што јас не разбрав од председателката ниту претходно кога се свикува, ниту после, бидејќи не се свикува Совет за безбедност по некои нормални услови да функционира државата. Која е директната закана? И добро е денеска да одговорите на граѓаните, бидејќи се прашуваат што е тоа што се случува и која е директната закана во нашата земја. Мислам дека во соопштението беше убаво објаснато, мислам дека прочитавте дека ние како држава немаме директна закана, меѓутоа мерки на предпазливост се секогаш потребни. Во делот на кој што вие говорите, сепак сте свесни, знаете дека Македонија е членка на НАТО, дека Америка има одредена интервенција таму, ние сме стратешки партнер на Америка и мислам дека не гледам причина зошто да останеме немин во една ваква ситуација и да не свикаме Совет за безбедност, каде што ќе се споделат информациите кои што ги имаат надлежните институции, ќе се разгледаат евентуалните ризици кои што постојат, затоа што не верувам дека
очекувате само доколку има директна закана да се свика Советот за безбедност, па потоа вие или некој од СДСМ да излезете и да критикувате дека сме чекале предолго за да нешто да реагираме или да не реагираме. Така што мислам дека не треба никаква посебна тензија да се крива по однос на ова. Имаме нормални институции, имаме Совет за безбедност кој што заседава, каде што се сите, да речеме, највисоките авторитети во државата во делот на безбедноста, размениле информации, дошле до заклучок кој што го доставиле до јавноста и мислам дека не гледам причина зашто сега овдека треба да правиме посебна полемика. Не се работи за критика од СДСМ, ослободете се малку од СДСМ. Зборуваме, јас кажувам, кога се свика Совет за безбедност, треба да се даде одговор на граѓаните. Не мислам ништо да испоентирам, ниту да исползвам од оваа ситуација, само кажувам многу прецизно кога се свикува Совет за безбедност. Јас таква закана не гледам и не се работи за тоа некој од СДСМ, јас го кажав, тоа биќе лесно да се предвиди што ќе кажат. Оставете го с небитен СДСМ, граѓаните заслужуваат да знаат што е тоа што представува закана во нашата држава. Но во ред, ако сте проценили дека така е подобро, тоа е Жерновски, сепак ние индиректно веќе сме изложени на информации за можна нова некоја форма на енергетска или гасна криза во земјава поради тој застој, поради затварање на главната артерија за транспорт на нафта. Значи, сепак ние индиректно ќе бидеме засегнати од ова што се случува. Ако потрае се разбира, тоа се анализира. Држави кои што се далеку позасегнати, па проверов дали одржале Совет за безбедност. Но, така оценила председателката, во ред, одиме понатаму. Дали мислите Жерновски? Европската унија се средна на оваа тема баш денеска, така што не верувам дека и они се поеќе загрозени од нас или различни. Почетот од Германија и Франција одржува консултации, немаше Совет за безбедност, тоа е проверено. Така да не Тоа сега формата е Ако вие сте оценили така, во ред. Добро, една од поентите кои ги кажа председателката, секако подпирајќи се на тие информации од безбедносните служби, што падна во очи, посебна грижа и внимание се посветува на објекти како Музеот на Холокаустот или седиштата на Европската заедница во земјава. Тоа беше исто така нотирано во... Да. Европската, рековте. Еврејската можеби, да. Лапсус ментис направив, да. Еврејската заедница. Утре НАТО е, Марк Руте, прва официјална посета од позиција нели на прв човек на НАТО. Мислам дека оваа средба претходно е веќе договорена нели по тие агенди и протоколи, се поклопи со безбедносната состојба. Ние сме, како да кажем, стабилна земја членка на алијансата. Во моментов немаме никаков проблематичен однос или точка, позиција кога зборуваме за нашето членство во НАТО, но секако добро е можеби Руте да дојде во вакви моменти. Се разбира дека добро Руте да дојде во нашата земја. Се радам што ќе има средба, бидејќи председател на ФБРДП и на владата беше игнориран и во Давос, и во Минхен на безбедносната конференција, немаше средба со Руте, за разлика од многу шефови на држави на влади, кои што држа средба со Руте, така да кажеме. Во Давос Руте одржа средба со црногорскиот премиер. Во Минхен одржа дури со председателката на Молдова. Сериозни теми ќе бидат ставени на масова, не е протоколарна средба, ќе бидат, рековте, зборувавме од четох хибридните закани. Хибридните закани доаѓаат кога се третира Македонија, како што пишува во извештаите на Европскиот парламент, да кажеме, од влијанието руско и кинеско во нашата држава. И после говорот на Рубио, каде што зборуваше за, да кажеме, една подсврста или враќање на добра соработка трансатлантска, помеѓу ЕУ и САД, станува јасно што мисли САД во однос на овој регион кај нас и така натаму. И они како ќе го убрзат процесот на приближување, што е добро, меѓутоа ќе ги отворат главните теми. Главните теми се проблематични на овој дел е дијалогот Приштина-Белград и нашиот проблем со Бугарија. И нема да дозволат влијание руско или кинеско кој што ние на претек го имаме во оваа држави, за кое што се надевам ќе имам простор да објаснам од каде и сето тоа. Сакав да прашам каде се препознава, ајде прво еве една оценка околу. Јас конкретно ќе кажам каде се случува. Околу посетата на Руте. Добро е што Руте е тука, нормално се овие средби договарани претходно и не е поврзано со актуелните случувања близко, само се вклопи, така е.
и тука се сложуваме. Секако генерален секретар на НАТО да биде гост на нашата земја и како битна работа и се сложувам дека ќе има можност за покрај протоколарни средби, ќе има и обраќање во собранието, ќе има можност и за посуштински средби со нашето државно раководство, така што и одредени информации кои што се битни и во делот на кризава што ја зборуваме и во делот на функционирањето на НАТО и она кое што го спомна соговорникот Жерновски во делот на условно кажано подобрувањето на релациите помеѓу Европа и САД ќе биде тема на дискусија и добро што нашата држава ќе има таа можност. Во делот на она кое што се проба на една ваква тема да се исполитизира, зборуваме за Давос кој што е економски форум каде што баш и безбедноста не е тема на разговор, зборуваме за држава која што нема никакви проблеми со НАТО и со действувањето на НАТО како што е Македонија, така што не гледам приоритет на рута да бара баш да се сретне со нашето државно раководство, така што мислам дека ова е само едно дневно политичко искажување на некаков став колку да има критика. Суштината е дека ние Рути го имаме тука и ќе имаме можност да разговараме со него за се она кое што ни е потребно. Во делот на руско-кинеско влијание во Македонија, исто морам да кажам дека во делот на политиканството и она кое што се обидува опозицијата како некаков наратив да го наметне во Република Македонија, држава која што потпишува заедничка изјава со Соединетите американски држави, во која што покрај она кое што го договоривме во делот на економската соработка стои дека Македонија е стратешки партнер најбитен во Балканот, држава која што потпишува стратешко партнерство со Обединетото кралство, држава која што завршува постмониторинг од Советот на Европа, апсолутно во сите тие извештаи не може никаде да се увиде некакво руско или кинеско влијание. Мислам дека е нешто кое што се обидува на некаков наратив. Руско влијание имавме во државата, да, кога беше СДСМ на власт и кога на Онишченко му дадоа државјанство. Вие го актуализирате тоа прашање, мислам, денеска повторно. Така, за да се направи паралела, што е основ за да кажеш дека некоја влада има руско влијание, кога имаш аргументи и факти, а тоа е дека Онишченко му беше дадено македонско државјанство, зборејќи тогаш дека ќе бил репрезентативец во јавање на коњи или не знам што, во суштина беше класично руско влијание за кое што се уште нема одговорност од оние кои што тоа го направија и се уште актуелни политичари во СДСМ. Па загрижувачко е познавање на колегата, јас сум изненаден од тоа што го слушам, јас разбирам партиска реторика, меѓутоа ве молам да ми дадете просто да објаснам зошто господин Петрушевски воопшто не е во право, затоа што ова е политиканство на крајот негова страна. Јас кадам с аргументи. Влијанието на кинеските пари го пишува во извештајот на Европскиот парламент, не на СДСМ. И таму пишува дека заемот од Унгарија се кинески пари. Понатаму пишува во извештајот од Брисел дека Русија има на Европскиот парламент или на Европскиот парламент слободно отворете во секој Не, го знам. пишува, ако го знаете, тогаш немаше да кажувате тоа, дозволете, не ви се уфрлив. А потоа зборува за влијание на Русија преку медиумите. Како? Преку Оската Б, односно Будипешта и Белград. И тоа се аргументи, господин Петушевски, кои што Брисел ги пишува, не СДСМ. И доста со тоа СДСМ, опозицијата и така натаму. Тоа е проблемот со кој што се соочува оваа држава, затоа што ние имаме такво небезбедно крило кое штудира во НАТО и во Европската унија. Бидете сигурни дека Рутија ќе го постави тоа на маса. И ние сме земја која што овозможува такво влијание. Дали, дозволете, да се вратиме на студијата од страна на Генералниот директорат на надворешна политика на Европската унија со наслов Мапирање на лажните вести и дезинформации на Западниот Балкан, каде што е посочен лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски и медиумите, цитирам, финансирани од унгарски бизнисмени во Македонија како извор на лажни вести и хибридни напади. Од која година е тоа? Ова е кога беше Мицкоски во опозиција. Така, знаат, па тоа ви кажам. Значи, Не го кажете многу тоа, јас добро го знае, не, јас ќе кажам која година, многу добро знае Брисел, НАТО, кој е премиер денеска на ова држава. Не СДСМ, значи внимателно слушате ме. Не СДСМ. Јас упорно ви цитирам извештај на Европски парламент, Европска унија, студија нарачани од студии нарачани, каде што пишува, не сакам да зборам за други телевизии, но како унгарски пари влегле во една телевизија и во два портала.
и така натаму. Така Добро. да. И уште нешто, она што утре ќе го праша Руте, нашиот премиер. Каже, вие, битно ви е НАТО? Да, битно ни. Тоа е зашто вие немате 2 години амбасадор на НАТО. И што е причина зашто никако не може да изберете амбасадор во НАТО, ако е толку важна состојба во еден период кога имаме вакви турбулентни настани? Кој ќе биде вашиот одговор? Завршите? Да. Благодарам. Тоа прашање нема мене да ми го постави, така што не можам јас Не, да јас одговорам, сум или тоа ќе ви одговорам на вас. Сигурно знаете Така. зошто немаме амбасадор во НАТО. Многу наскоро ќе добиеме. Не, тоа не е одговор. Цитна информација, многу Добро, наскоро тоа е ќе добиеме одговор, и како не. нема да ни се повтори она кое што беше во ваше време, да немаме по 20-30 амбасади, да ги оставаме празни, Не да е немаме точно. амбасадори. Не е точно. Апсолутно е точно. Рекордот, Ќе ми дозволите затоа што јас сме Тоа сослушав и бев коректен. Да, не Нема е проблем. точно што кажете, само реплика. Не е проблем, може и да си фаѓаме, ама мислам дека е коректно да се докаже. Согласен, само дайте ми. Да ја затвориме оваа тема. Значи, извештајот е на Европскиот парламент, не на Европската комисија, за кој што го Реков, два пати зборите, Европскиот така. Многу е битно ова да го потенцираме затоа што најголем дел од овие аргументи кои што вие ги наведовте се ставени во извештајот по предлог на амандмани кои што потоа се изгласани таму и не се изворно наведени таму. И многу добро знаете кој стои позади тоа и зошто тоа така е направено. Така што е некоректно од национален интерес е некоректно да вакви тези користите во делот на дневната политика. Во делот на унгарски пари, исто го, ајде сега да не се изразам некултурно, меѓутоа секој ден многу злоупотребувате тоа. Прво, не знам од каде ви се тие информации на вас. Тоа, како што самите рековте, нарачани студии. Унгарија е членка на Европската унија, ако зборуваме за оние кредит кој што го земавме. И тоа го земавме во време кога беше председател со Европската унија. Така што и тука не знам какво друго влијание гледате. Самиот премиер на Унгарија рече дека тие пари се буџетски пари, нема врска со никакви кинески, руски или како и сакате вие наречете, и така што во Македонија руско влијание, кинеско влијание, колку и вие да се наметнувате да направите еден таков наратив, нема. И тоа го гледаат сите и неслучајно потпишуваме такви стратешки договори какви што ги потпишуваме во овој период. Исто за ваша ексклузивна информација, очекуваме во наредниот период уште еден стратешки договор со уште една членка на Европската унија, која што нема да ви ги подкрепи овие аргументи кои што вие ги употребувате. Така, мигранти за пари. За мигранти ги чекам уште мигрантиве кои што вие на една дебата пред 3 месеци упорно се обидувавте да ги доведете, наведнувајќи ни дека сме подпишале некаков договор. Договор се уште нема, а гледам дека ни мигранти нема од Британија. Дочека на Нов годин со премиерот. Немој да манипулирате со јавноста. Дозволете Зборуваме сега за да одговорам на- мигранти Само кои што дозволете се за од неточни- договор со Велика Британија. Дозволете За тие сега точно неточни критиките за- беа за тие И мигранти. се уште ги чекаме да дојдат А се тие. носат закони во државата за да се овозможат мигранти за влез. Но полека, ние ќе се видиме на други дуели. Па некој од Да нас сме ќе се живи, извинува, здрави некој ќе се и извинува. се надевам ќе Сега, се видиме. а некоректно беше кажано нарачани. Вие рекохте, Ова јас се ве цитирав. немојте да манипулирате збор нарачани. Ова е нарачано за потребите на Европската унија, не на СДСМ. Така да тоа нарачани, трнете го тоа како Вие некој рековте, влијание. јас ве цитирав, не Јас ви реков на кажам СДСМ. нарачани за Европската унија. Само ве без цитирав. тоа не ова став на СДСМ. Само ве цитирав. Понатаму. За рекордот на амбасадори во моментов во нашата држава од 58 амбасади, само имаме 30 амбасадори, шефови на мисии или генерални конзули. Ви имате за 2 години, знаете, господин Петрушевски, колку амбасадори поставено? 20. 20 ви, по број ви кажам. Па сега може да ви набрам повеќе меѓутоа. 20 срабно, јас ви кажам. Сега, уште нешто. Амандманите за кои што зборувате, уште по-страшно што се со амандманите, затоа што се изгласани од сите. Амандманите се дадени од ИПП, од сестринската ваша партија. И не можете на оваа тема, нема да дозволам да манипулирате затоа што не ја сработивте работа. А која членка на Јас ИПП? не ви си уфалив. Оддржан од сите, председателот на ИПП го. Значи тоа ви кажам што се случува денеска со наративот за тоа за руското кинеско влијание. Јас Релевантноста на вашето не, тврдење не го ви земав суфалив, не ви суфалив. Извинувам, Јас ви цитирам официјални документи. И престанете со СДСМ. Што сакам јас ќе правам, тоа е моја право. Меѓутоа, релевантноста на вашето тврдење ќе беше многу поголемо доколку зборувавме за извештај на Европската комисија. А не на Зборуваме Европскиот за парламент. извештај на Европски парламент, каде што многу наши соседни држави кои што во моментот или во дадениот момент, затоа што тоа е за претходната година, не биле благонаклонети кон нас, поднеле одредени амандмани, имале Поддржани од мнозинството.
Па затоа што се воделна. Добро, ако вие Зборуваме дека не е тоа релевантен извештај за кој што можеме да се релативизирање на работите не доведува до ситуација. Ве молам, веќе кога сме на ова, ве молам. Немаме релевантен извештај за руско или кинеско влијание. Ве молам, кога Јас ви сме цитирав. Сега ги демантирав. Ве молам, кога сме, ве молам, Жерновски, во овој дел, пред да преминеме на она што ни е дневна политика, со која ја бомбардираме јавноста и ние како медиуми, а не ги даваме одговорите, бидејќи ги немаме, зборувам за релевантни и вистински одговори, во овој дел кога зборуваме за евроатлантските интеграции на Македонија, Петрушевски, ги слушаме и последните пораки на високите дипломати на Европска унија. Се уште владата и вие како владеачка партија останувате на ставот дека за Македонија е веројатно тоа сценарио на ЕУ масата без право на глас како остварливо? Јас не слушнав таква изјава дека е тоа реална, очекувана или остварлива Не, па ситуација. добро, премиерот во едно од последните интервјуа го кажа тоа како веројатно сценарио на кое што ние можеме да ги положиме нели нашите надежи за деблокирање на оваа позиција во која што сега сме. Ние сме проактивни по однос на ова прашање во континуитет и нудиме решение. Затоа што затекнавме ситуација таква која што затекнавме, блокирана евроинтеграција, ние сега мора да наоѓаме решение. Значи, слонот е тука во совата, ние мора да најдеме решение. Не, за само извинете, може би не ме разбравте, сега зборуваме во контекстот. Ве молам, Жерновски. Во контекстот говориме на овие геополитички поместувања, најавата за Украина, за други земји на брза лента, за преговорите за вршница на Албанија, Има таква дебата во Европската комисија, контекст. да се извинувам, и во претходниот период имаше такви студии и дебати, и сега се актуализира таа дебата, и мислам дека она што е добро е што Македонија секогаш е во тие математики на големите сили на членови на Европската унија. И се наоѓа начин како да бидеме членка. Она кое што нас ни представува проблем се гаранциите. Доколку се обезбедат гаранции на какови да било начин, Бугарија да не блокира, ќе најдеме соодветно решение. Изјавата не е од пред една година, сега нели скоро ја даде пред некој ден Рубио го кажа тоа. Така се актуализира истото тоа прашање кое што го зборам. Се она кое што е во интерес на Република Македонија, ова влада ќе го прифати во делот на нашиот европски пат. Па добро, ова ме загрижува да одговориме, мислам дека не сте подготвени на оваа тема, но дозволете да ви кажам што се случува. Добро, на оценка, ќе ви кажам професор нешто или не знам, не, добро и дипломатска. Вие велите сега, не, ве молам, вие велите дека наоѓаме решение. Бара, не. Мицковски кажа како премиер дека тоа го слушнал, дозволете. Тоа го кажа вие сега, не мора да се идејата за парафразираме. земја без право на глас беше демантирана наредниот ден од евроамбасадорот тука. Тоа знаете ли што значи? Од Рокац, да. Знаете ли што значи? Знаете тоа за каква шлаканица? Не, остајте на премиерот, тоа е шлаканица за целата држава. Тоа е несериозен дефокус на една тема каде што можеме да дискутираме и кој тоа вашата партија сака да ја види државата во Европска унија без право на глас. Тоа трагикомична беше таа ситуација, нема да се лутите. Јас ви кажам демант наредниот ден. Тие извештаи во Брисел се гледаат, се анализираат и ова случај е крајно несериозна работа. Не, добро, Жерновски, може ли едно конкретно прашање? Дали тоа, значи, ова сценарио не е дури на ниво на дебата во Европската унија и институциите. Тоа е во моментов не е предмет на дебата, значи немаме официјална потврда дека е предмет. Моето прашање е дали е веројатно вакво нешто. Еден мој соговорник минатата недела во студиото овде потсети на 2001 година со тогашниот претседател Пендаровски, кога е свикано тоа работно тело, координирано од претседателот, на кое било поставено ова прашање како сценарио и тогаш, на кое присуствувало и премиерот Мицковски тогаш од позиција на опозиционер. И било целосно отфрлено. Моето прашање до вас е, ако ова сценарио во моментов е само фрлена ракавица за некоја домашна употреба, како е... Имено, точно, исто измислуваме. Велам, ако е така, прашувам во моментов како ги дефинирате нашите позиции во однос на европските интеграции. Позициите се... Нашите во моментов, бидејќи се говори дека, еве, го тргаме во сценарио, дека сепак некоја позадинска дипломатија работи на решавање на овие работи,
на решавање на спорот, како да го кажам со Бугарија. Пак сето ова го ставам во контекст дека веќе не можеме да премолчиме и да не се фрустрираме за преговорите што веќе ги завршува Албанија, за Црна Гора. Именно. Во целиот тој контекст Наративот кој што го слушав од ВМРО по мене, на пресконференци така натаму, кој што се ширеше дека EU процесот е замрзнат во смисло на проширување, не е точно. Гледаме што се случува со Албанија и со Црна Гора. Не може, дозволете, не може изјава на премиер дека слушнал такво сценарио, потоа да се релативизира као па ја само го кажав тоа. Тоа се несериозни работи. И нашето убедување и тоа го аргументираме цело време како дојдовме до ситуација да бидеме изолирани. Јас тврдам, моје мислење како позиција, е дека ние имаме власт која што не сака да бидеме ние дел од ЕУ. Затоа што ако сте членка на Европската унија, нема 5 тона дрога да се кримчари из вашата држава. Нема 161 тендер за семејна фирма. Нема премиер да даде свој советник да стане уставен судија. Нема сопруга на градоначелник на ВМРО да биде избрана за член на судскиот совет. Тоа не постои во Европската унија. Затоа ние никош нема да видиме конкретен чекор. Добро. Хипотетичко беше прашањето. Хипотетичко беше прашањето. прашањето не беше хипотетичка. Дозволете. Поведете. И неговиот одговор беше базиран врз хипотетичко прашање. И кога тоа не е формално на сила и реалност, и нормално е дека евроамбасадорот ќе каже дека да, моментално не постои можност за членство во Европската унија без право на глас. Меѓутоа, ова се обиди кои што ги има во позадина, знаете како функционира дипломатијата, барем вие, да се најде некакво решение за оние блокади кои што се очекуваат и кои што ги имаат земјите кои што пристапуваат кон евро. Сега ќе ми дозволите. Значи, така што не може врз база на хипотетичко прашање да влечете заклучоци дали се некој мудрил штаканица или не мудрил штаканица некому. И во делот на изолацијата. Не знам како вие дојдовте до заклучок, зборам вие како СВСМ, дека државата е изолирана кога утре доаѓа Марк Руте. Држава која што потпишува на Европската унија. Да, се на НАТО. Држава која што потпиша заедничка изјава со Соединетите американски држави, која што ја посакуваат многу земји во светот, а за нивна жал ја немаат. Држава која што потпишува стратешко партнерство со Обединетото кралство. Држава која што завршува постмониторинг со парламентарното собрание на Советот на Европа, каде што вели дека има напредок во вкладење на правилото борба со корупцијата, судските реформи и така натаму. Така што ама не можам да затоа што кога дебатираме и очекувам кога дебатираме сериозно, нашите тврдења да ги базираме врз база на некакви аргументи, факти, референци. Не може да се нафрлаат дека 161 тендер, сопруга, мислам не е нивото на дебатата, не очекувам дека ќе биде така. Инаку можеме на тоа да навлеземе да збориме како било во време на СДСМ, како од партиски штаб, од председател на комисија ги остава председател на судски совет и милион вакви примери. Мислам дека не беше дебатата на тоа ниво, ако сакате да слушате, нема проблем. Вака, значи морате да сватите дека освен за домашна употреба, тезата дека сме ние некој специјален партнер на САД паѓа во вода. Јас ќе ви дам најмалку 3 примера сега. Прво, САД ни стави највисоки царини, колку Кина и така натаму. Па потоа мораше да се интервенира и така натаму. Второ, мигрантските визи се суспендирани за нашата држава и ние сме во групата на Сомалија, Сиера Леоне, Судан, не ви суфали. Манипулирате со работи. Јас ви кажувам аргументи, не читам партиски соопштенија. Овие што се фронтранерите во Дали се они таму? Оставете ме се искрено. Значи, таму бевме ставени. Не може, ако сте во периметарот, како што верувам Мицковски, да биде таму. Понатаму. Ајде по-конкретно, ако сакате, или ако... Јас цело време зборам со аргументи. Само што, во Давос, председателот Трамп, направи одбор за мир, така? Не бевме ние поканети, господин Петушевски. А некој бе од подобро што не. Може, ако кажа тоа з ВМРО. Таму беа поканети Косово, Албанија, Бугарија. Па ако Мицковски е у периметрот, овие 3 земји каде се? Нешто поблиску у периметрот што е? Не знам, не ви проаѓа веќе таа приказка, кажете се. Ама сега тоа е ваша перцепција. Не, јас аргументи кажам цела вечер. Немаш аргументи затоа што манипулираш со аргументите и ги вадиш како ќе ми дозволиш како аргумент манипулирам. Немојте како шведска маса ги вадиш работите кои што ти одговараат и ги изложиш. Зошто не ми кажеш кои се други во држави? Ево, особено фокусира се на овие фронтранери што ги велиме во европскиот пат од регионов, а се со нас во групата на држави кои што во делот на оние мигрантски визи.
Зошто не ги спомена за пример тие држави, него фаќаш некои држави кои што апсолутно немаат никакво значење, сакајќи да девалвираш дека Република Македонија била. Па еве нека ги прочита господин Жирновски, па ќе ни ги каже. Нека судат граѓаните кои Така што зборува вечерва па. Ако има многу овие работи, јас се чудам, искам да бидам на реториката на СДСМ последниот период, посебно во однос на Соединетите американски држави и ваквиот нимен однос према политиката на Соединетите американски држави. Последната слушнавте со поддршката на Да не бомбардираат затоа што во Македонија имало диктатура. Кој манипулира друго го прашуваат. Катастрофа. Не, за таа изјава прашувам. Катастрофа изјава, не сакам ни да еве лош ден имал денеска. Вчера се извинувам. Венко Филипче, да, вчера имал лош ден и така ќе се задржи. Иначе таква изјава да даеш, апсолутно не знам кои му се советниците, вие сте таму во извршниот одбор, консултирате се, катастрофална изјава. И генерално политиката на СДСМ во овој период е многу погрешна по однос на Соединетите американски држави. Да, за ваша морам да одговорам на да, секако сакам да приватни. За ваше жалење имаме договор со Соединетите американски држави за многу помали тарифи царински кои што другите држави може само да ги посакуваат. Ајде, ви кажам. Можете да кажете, другите држави може да ги Па, сумнуваат, држави во ама свет. дозволете. Како може да го кажете тоа? Еве вака. Жив и здрав на емисијава, кога Косово и Албанија имат 10%. Па со кои аргументи? Сега сите има 10% затоа што имаш одлука на Врховниот суд на САД. Мора да бидеме малце попрецизни. Зборувате без Бидете никакви... попрецизни. Па су многу прецизен. Ама добро, на крајот Ама не, Врховниот суд не во САД ги дозволи. има Да, царините, така, и затоа така да се можеме вакви спокојни дебати. да бидеме, барем Но ние имаме немаме многу цари. вести од одговор. Соединетите американски држави, така што А како ќе имаат вести уште може потреби нешто за нервоза во опозицијата може во овој нешто дел. да Нервозата во откриете? опозицијата. Не, ќе видим, ќе си да се завршат процесите во фаза на разговори се преговори си, ќе имаме поголема нервоза во Може би некој опозицијата. олабавување во однос на визниот режим. Да сме живи здрави да видиме што ќе се случи. Да. Добро, мора да направиме пауза во овој дел, одиме малку на реклами и повторно се враќаме во емисијата со вториот дел. Да, продолжуваме со вториот дел од емисијата. Петрушевски, сакам да прашам како е планот за две работи нели околу марихуанава и околу Артан Груби. Секој ден држите пресконференција од партиска говорница вела. Како е планот, до кога? Ке се турка таа приказна, Артан Груби се... Во кој смисла само како е планот? Па да ја обвинувате, например, опозицијата, дека таа е виновна, дека тоа е најголем криминалец. За Груби зборуваме. За Груби говориме, за таа реторика која што ја слушаме пак велам од партиска говорница, вие ја кажувате, Така. а од друга страна, нели, да видиме и важно е како постапуваат институциите. Многу е важно како постапуваат институциите и тоа е пример како треба да постапуваат институциите, особено во делот на извршната власт, да биде обезбеден, нормално си е обезбеден овој бегалецов Груби и оставаме судската власт, јавно-обвинителската власт да си ја заврши работата онака како што е во секоја нормална европска држава. Но од фактите ние не можеме да избегаме. Факт е дека вице-премиер беше Артан Груби во влада на СДСМ. Факт е дека криминалите ги правеше во време додека беше вице-премиер. Факт е дека СДСМ молчеше и не смееше ниту името да му го спомене, а камоли па да му поднесе кривична пријава, како што направила оваа влада, или да го стави во обвинителни клупи. Меѓутоа, и тоа не е толку проблем. Знаете што е најголемиот проблем за СДСМ? Најголемиот проблем за СДСМ е што знае Груби. И што ќе каже Груби во обвинителството и кој од нив, затоа што сите шурувале таму кои што биле со него во владата, кој од нив ќе седне до него на обвинителна клуп. Тука има на нив стравот и тука има на нив паниката и хистеријата и јавувањето на Заев после 5 години и се она кое што се случува. Затоа што Артан Груби како прв вице-премиер ги има сите информации за криминалите кои што ги правела претходната влада на СДСМ. Вие имате кривична најави поранешниот еден од поранешните премиери Заев за Јас оваа немам тема, кривична така? пријава, ниту сум имал кривична пријава во животот. Не беше најавено од Зоран Заев за вас Тоа кривична? е тужба за клевета, граѓанска одговорност, Тужба, не е кривична тужба, пријава, да, има се голема поправам разлика. правнички, да. Меѓутоа, Има, навистина, добро. Јас ја очекувам, тужбата, познавајќи го действувањето на Зоран Заев до сега, скоро и да нема дадено изјава да не излажал, така што се сомневам и дека ќе примам таа тужба и дека постои, меѓутоа ако ја примам со задоволство ќе се видиме на суд и ќе ги расчистиме сите дилеми кои што тој ги има по однос на
ова работа. Добре, имам подпрашање, но Нема проблем. Ебе ќе Го слушам колегата и сикам, дали ја би звучал вака да сум сега представник на ВМРО-ДП? Дали би звучал вака, па да се чудат граѓаните или би смислил нешто, не знам, но ќе ви ја кажам вистината. Еве ќе ви цитирам како постојат институциите. Катастрофално постапи институциите. Но на почетокот да ви обяснам. Вие дојавте на власт во сполугата на две работи. Дека ќе го вратите уставното име старо и ќе го поништите, не ви се уфалив. А зборавте сешто. Дека ќе го ревидирате договорот со Преспански и ќе ставите на референдум бугарското договор со Бугарија. Број 2, наративот дуи криминалци, нема соработка со дуи и така натаму. Сега полека почна да ви паѓа и втората теза. Институциите. Обвинителството, значи си доаѓа господинот Груби на граница со ночари, дотеран, се окей, камери има обезбедено. Обвинителството вели дека определиле мерка куќен притвор затоа што имаат проценка добијана од МВР и АНБ. Директорот на Шутка вели, кој што е кадар на ВМРО-ДП, на партијата на господин Петушевски, вели ниту имаме устно, ниту писмено барање, никој не дојде од МВР и АНБ да провери каква е состојбата. Обвинителството нема што одговори. Примерот излегува, вели не, тоа се стански служби, добивме претходно. Значи има барање, нема барање, има дозвола, нема. Катастрофа е циркус во кој што секој дневно се заплеткот пресконференција, ги слушам. Ама се образложи, ма дека се работи нели за ништо не се безбедносни освен што видовме информации. договор. Е сега вокабуларот на господин Петушевски. Значи, ајде вака, за него има се распишано меѓународна потенница, така Интерпол. За кого? За Груби, така? Да. Како тоа од Косово доаѓа, како проаѓа воопшто косовската граница? Еве уште еден доказ за договор. Многу сум сериозен. Па колега, односно, само да го одговорам пошто многу кратко одговорам. Нема граница. Не, да. Нема граница, Жановски не ги знаеш основните правила како функционира државата. Не знаете ништо. One stop shop има, само навлезате, не знаеш дека нема таму безбедностни служби. Па нема. Потоа. Основно базично непознавање кажувате. Вие не знаете што зборувате. Базично непознавање. Кога побегна Груби, еве го наративот на ВМРО-ДП, соопштение од нивната веб страница. ДУИ СДСМ знаеле за криминалот и молчале. Тоа е тогашниот крил. Пазите го насловот на соопштението денес. Во СДСМ знаеле за криминалот на Груби и молчале. Исти... Не, чекайте. Значи, за ВМРО-ДП СДСМ е виновен кога побегна Груби, за ВМРО-ДП виновен е СДСМ што се враќа. Сега доаѓаме до, според мене, најважната работа. Вие зборувате дека СДСМ треба се плаши од криминалот на овој така натаму, зашто имате клевати, знаете дека ги изгубите, не е моја за тоа. Имате повторно зборувате на вистина. Ама не за ова. Имате за и за нарко бизнес така натаму. Не, ви кажам за наративот. Така. Цело време овој период зборувате за тоа како СДСМ ќе искажат криминалите на СДСМ. Еднаш да излезете вие, еднаш од тие безброј пресконференции, а каде е криминалот на ДУИ? Па ни еднаш не го кажавте, така? Сите пресконференции ви ги анализирав денеска, збор нема за ДУИ. Зашто нема збор за ДУИ за криминали? Затоа што сте сега, еден месец имате со ДУИ. После лидерската средба и петодневните милион средби, јас ви кажав и составот на делегациите, вие сте сега на еден месец со ДУИ. Така да, ова што се случи со Груби, не ми е мене важно што е катастрофа за партијата и за Мицковски. Ова е катастрофа за државата, катастрофа за судството, подривање на систем за кој што всушност сите велат ние немаме држава во момент. Зошто? Затоа што си направивте договор со ДУИ за кој што Мицковски велеше дека се криминалци и дека со ДУИ нема никош да преговара затоа што се криминалци и да цитирам, да завршам со тоа, Груби е десна рака на Ахмети, символ на аморалниот профил на Македонија. А денеска имате договор со него. На здравје нека вие односот со ДУИ. Не знам како гледате договорот со ДУИ, затоа што единствен договор кој што ние го имаме со граѓаните и на избори ветивме дека ДУИ ќе оди во опозиција и ДУИ денеска е во опозиција, а кадрите на ДУИ одговараат за криминал како што е случајот со Артан Груби, Ејуп Рустеми, директори по градоначалници и сите оние кои што се огрешиле пред законот. Меѓутоа, договор со ДУИ има Филипче. Филипче има договор со ДУИ, затоа што СДСМ ќе го подржи опозицијскиот кандидат Валбон за градоначалник на Гостивар. Сега во јануари СДСМ го подржа кандидатот на ДУИ за градоначалник во Гостивар. Денеска
СДСМ ги поставува директорите и замениците директори на локалната власт во Гостивар. Договор со ДУИ има Филипче затоа што самиот изјави дека имал неколку средби со Али Ахмети. Договор со ДУИ има СДСМ затоа што нивните пратеници на 18 февруари 26 година го поддржаа предлог законот на ДУИ за изменување и дополнување на закон за безбедност во сообраќајот на патиштата, односно за воведување на двојазичност при полагање на возачки испит, и овдека заедно ДУИ и СДСМ гласаа за овој закон, додека ние бевме против. Така што кога зборуваме кој има договор со ДУИ, единствено може да има СДСМ, а никако не може да има ВМРО затоа што ги испрати во опозиција и на обвинителни клупи. Во делот на безбедносната проценка, МВР не прави никаква безбедносна проценка дали во одредена локација одредена личност е безбедна или е небезбедна. Впрочем, демант на ова е што ние во државата имаме 3 затвори во кои што може да се издржува мерката ефективен притвор. Не е само шутка. Така што МВР на барање, така се законите во државата, МВР на барање на јавното обвинителство споделува информации кои што ги има од аспект на безбедност на одреден граѓанин. Единствено што направило МВР е споделило информации. Одлуката ја носи јавниот обвинител, дали ќе бара ефективен притвор, дали ќе бара домашен притвор или друга мерка на обезбедување. Тоа се мерки на обезбедување, а не се казни. Таа негова одлука, тоа негово барање го потврдува судија на претходна постапка. Така што ова се фактите и ова се аргументите. Се друго се политиканство и употреба на теми кои што мислат дека ќе им направат некаква популарност. Да кажете дека судството е независно е веќе депласирано. Јас ви набројувам, еве пак ќе ви ги повторам. Ако сопруга на вас градоначелник се бира за член на судски совет, ако советник на премиер е Врховен суд нема врска. Ајде да не е врховен, не е врховен уставен суд, тој тоа не знаете. Број 2. Добро, не знам сум Број гласен. 2, тоа не може да ми изборувате. Јас на емисија одам со портпаролката на владата да го каже исходот на мојот предмет кој што не е завршен. Вие ќе ми кажувате за така дека обвинителството само донело одлука. Човекот доаѓа, не може да го покриете вие ова. Судството е под власт на ВМРО, така? Цел проект за да се врати Груевски договор. Како што имаме договор со Велика Британија за мигранти. Само едно прашање ако може. Дали сметате дека судството е под контрола на ВМРО? Апсолутно сметам. Дали ќе се сосложите со овој мој предлог? Да го реафирмираме предлогот на ВМРО ДПМН да го распуштиме судскиот совет. Дозволете. Вие зборувате за гласање во собранието, а пратеник сте, дека СДСМ гласува нешто. Првата точка, погледнете ме сега, зборам за вас како пратеник. Првата точка при избор на владата која требаше да се промени закон за да се возможат други да има промена на нови министерства. Кој ви ја даде поддршката? 81 пратеник. Кој ви ја даде поддршката? Ама на нас не ја даде поддршката. Не ние на нив. Такви одговори не може да се мене. Дуи гласаше. Разлика. Првата точка откако криминалците и никош нема да сработувате со ДУИ. И после тоа дојдоа кривичните пријави за нивните функционери, значи не ми доживоа Тоа го кажувате сега. на вас. На мене, жабе ви е тоа. Број 2. Ако во собрание сте, со кого сега ги гласавте законите двотретински со ДУИ? Еве се сите ако сакате. Не. Не, со СДСМ. Па со што постигнавте? Па тој беше излез од лидерската средба, не сакаше да гласаме. Молам малце поинформиран бидете. Народниот правобранител со кого го избравте? Исто без тој. Беа против. Не, добро за Сейф Сити Дуи ја даде поддршка. Ние што зборувате вие во собрание сте или? Да, молам. Ајде вака сега. Молам, пошто веќе овдека се манипулира со информација. Не, ова мора да ми дозволите. Ова е веќе базична манипулација. Имаше, ќе се вратиме само да објаснам за ова затоа што и вие таа теза ја кажавте. Имаше лидерска средба. На лидерската средба се договори дека ќе дадат поддршка на законите за Сейф Сити. Со кого се договори? Лидерите кои што беа на лидерската средба. Ќе ми страшно дозволиш да завршам или нема да ми дозволиш да завршам? Потоа, пред гласањето, излезе ДУИ, ретерираше и рече дека нема да даде поддршка затоа што немало двојазичност на пораките, било неуставно само во некои градови да има, во некои да има и не гласа. Со кого договорите на лидерска средба? Не спомнувате со кого? Сите што беа на лидерска средба. Левица, ДУИ, кои беа таму. Значи не гласаше ДУИ за законот за Сейф Сити. Меѓутоа, СДСМ гласа и закони на ДУИ
Огромна е разликата. СДСМ се уште не може да излезе од вазалството кое што го имаше према Дуи. Сакам кај Груби, дозволете ми. Ај во моментот вака статусов правно да го видиме на Артан Груби. Артан Груби има кривична пријава, обвинение нема во овој момент. Тоа е една од работите кои ги коментиравме вака експертски, тоа значи дека секој граѓанин на оваа држава што има во моментов кривична пријава, ако ја премине границата, ќе го бара Интерпол по основ на кривична пријава. Ако има распишана значи, да, ако има разбишано. Сега ќе си дојдете, ќе гледате, ќе се предадете во 6:10, а навечер ќе гледате фудбал куп шампиони дома. Добро, тоа е договорот. Не, ве молам, сакав да прашам. Еве, вие сте дел од власта и секој ден држите пресконференции, одржувате пресконференции за Артан Груби. Не треба ли јавноста, например, да има одговор? Знаеше МВР кога ќе дојде Артан Груби на граница, кој го снимаше Артан Груби? Кој го презема Артан Груби? Кој го предаде од таму Артан Груби? Со какво возило дојде Артан Груби? Ве молам, во обвинителство по моментов Републичкото јавно обвинителство има веде републички обвинител кој е еден од фаворитите за избор на официјален нов републички јавен обвинител. Скопското јавно обвинителство во овој момент има ново избран скопски обвинител во мандат на оваа влада. Дали јавноста, например, требаше да слушне став од МВР и од ДАНБ Демант? Вие држите пресконференции, одржувате дека обвинителството вакво, такво судството, кое се повикува на институции од извршната власт, тоа се нели МВР, ќе ги кажам. Никогаш како медиуми не слушнавме дека АНБ негира или дека МВР демантира дека дало информација или споделило информација за загрозена безбедносна состојба на Груби. Вака се. Ако треба сите тези поединечно на Не се СДСМ, тези, прашања дозволете се, да ова се одговорам. Да, прашања, прецизни прашања се. Ако треба Не, сите еден прашања на новинарски СДСМ се абстрахирам од да ги објаснуваме, да не знаат дека Не, кога ја од ги Косово... прашувам како новинар, не ги прашува Женевски. нема само СДСМ. Не, ве молам. Јас се надам дека ќе ми дадете можност да одговорам на прашањата. Фала. Значи, ако треба институциите да ги одговараат сите прашања на СДСМ, а се во типот на тоа дека на движење на лице од Косово према Македонија требало косовска полиција да го легитимира, тогаш немаме допир со реалноста, затоа што ние имаме договор за гранично управување со Косово, кое што значи дека се поминува граница само при една граница и тоа онаа граница која што влегуваш во таа држава. Значи, кога виште ние од Македонија во Косово, ќе има само косовски полицаец, обратно ќе има само македонски полицаец. Така што такви тези не може да се демонтира. Второ, во делот на јавност, ќе дозволам. Јас ги поставив како Анита Ќе ви Додовска, како објаснам. новинар. Ќе ви објаснам, меѓутоа од таму потекнуваат. Не, воопшто не, потекнуваат од некоја... Има гласини. Па не, јас ги јас лично не сум го видела од СДСМ како прашање. Јас поставам на пресконференции следете ги истите се тие прашања. Во делот на јавното обвинителство. Мора да знаеме дека има закони во Македонија, дека јавниот обвинител, шеф на јавно обвинителство Скопско, веде јавен обвинител, избира советот на јавни обвинители и таму никаков допир нема владата. Апсолутно никаков допир нема владата. Некоректно е да кажете дека одреден јавен обвинител бил ставен како шеф во време на владата на ВМРО, затоа што тоа не е поврзано. Затоа што владата нема влијание. Јас само го кажам како факт. Сега дозволете. Тоа не е, тоа е факт. Сега они го тоа користат дека не знам за нивните пресконференции дека ВМРО ги става. Идеме понатаму. Јас и претходно му давав понуда, еве сега исто ќе ја повторам таа понуда, ја кажав и пред некој ден со една нивна потпредседателка, меѓутоа молко таму. Ајде, ако сметаат дека судството и обвинителство тоа е заробено од ВМРО, ја реафирмираме понудата на маса да ги разрешиме судскиот и обвинителскиот совет, она кое што тие жестоко се бореа да не се случи кога имаше обиди од наша страна, па дури кога дошија во нашите европски, кај нашите европски партнери. Дополнително, да ми каже некој дека ова јавно обвинителски совет е контролиран од ВМРО ДПМН, а во исто време да дава најдобри оценки за Ленче Ристовска како потенцијален јавен обвинител, извинете, ама има проблем со разумот. Овој јавен обвинителски совет работи исклучиво по она која што е волја на претходната власт, кога впрочем и биле избрани таму и именувани. И впрочем затоа не сакаат генерален реизбор на советот на јавни обвинители и на судскиот совет. И мислам дека сум многу јасен со овие тези, а во делот на она безбедносна проценка.
не се прави безбедносна процерка дали Аркан Груби ќе биде безбеден во шутка и дека некој од шутка таму ќе го направи нешто. Имаме и други затвори. Ако е така. Па тоа не го разбирате. Која е безбедносната проценка? Безбедносната проценка. На што се однесува? Која направи безбедносната проценка? Не постои такво нешто. Формално правно. Јавното Ама јас сум на државен медиум најсериозен, ја не скажувам дека некој зашто не го стопирале Груби на косовска граница па да не бидам сериозен. Јавниот обвинител за да донесе јавна обвинителска одлука се консултира со надлежни институции кои што му се потребни за да донесе таа одлука. Во случајов се консултира со Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи е должно по закон да ги достави сите информации кои што ги има по однос на предметното лице. Какви се тие информации? Ниту имам увид јас, ниту може да има увид јавноста, затоа што се свесни дека се тоа строго доверливи информации. Меѓутоа, за сите други прашања, како што поставивте и запишав, кој го приведол и кој го одвезол со какво возило, не знам, прашајте во ВМРО, ви гарантирам дека ќе ви дадат 100% одговор, затоа што нема што да се крие во приказна. Сакате да разграничиме дека обвинителската одлука не е донесена паушално и дека обвинителската одлука не е донесена нивна е, но да се повикуваат на институции од извршна власт. Тоа сакам да го прецизираме. Нормално е тоа. Што да кажам, што Да, а интересен и тој факт дека во моментот Груби кога замина, кога ја напушти државата, немаше ваква проценка за неговата безбедносна состојба. Тогаш имаше активна мерка за ефективен притвор, требаше да биде обезбеден и тој замина од државата. Значи се враќа на јавното обвинителство да му ги поставите. Во ситуација кога неговата безбедносна позиција тука е загрозена. Тоа ќе мора на јавното обвинителство да го постави дека го праша. Да, еве ги поставуваме, да нема врска тоа со ни една партија. Уапсен. Така не Груби, дозволете се. Добро, не ви суфали. Груби сам се предаде, дојде за да се и зашто? Вие знаете зашто дојде. Не. Значи цела држава го гледа, вие може да се смеете и за жал е за смеење. Дојде човекот ноншалантно со наочари, добро вели Филипче, тојаше црвен килим и си доаѓа без проблем оној за кој што вие најавувавте дека ќе го барате под дрви, под камења и ќе го најдете било каде да е. Човекот дојде сам. Мене ако не сум проблем јас во оваа емисија, проблем на граѓаните да му објасните дека дошол спонтано, дека му знаат многу добро што се работи. Дошол во 6:10, се предал и он е вечерта дома. И вие околу 10 вакви дебати да имаме, не можете ништо да кажете за ова. И тоа ќе се види наскоро. И сега. Тоа не ми е јасно мене. Не може договор без премиерот, не може да му ведите никако. Ама тоа во ваше време, затоа што вие сте го контролирале судството и обвинителството. Сега имаме ние држава која што е членка. Слушав, иако работи, со не се согласував, па ги слушам. Да завршам. Од каде тоа знае Мицкоски како премиер, што и какви ќе бидат исказите на Груби? Па од кога го прашуваме, вели, он има чувство. Премиерот има чувство. Портпаролката има гласини слуша. Такви изјави, несериозни, паушални, за еден премиер, портпарол на влада, од кога ќе бидат фатени на дело се, верувајте, мене ми е криво затоа што нанесот штета на оваа држава. И вие ако сакате да не убедите дека тоа беше чист акт, каде што функционира правната држава, жалост е тоа што правите. Сакам овидно да го завршиме за да посветиме последниве 10 минути и околу марихуаната. Медиумски ја покриваме, но мислам дека веќе дневно се бориме за да загребеме некоја информација плюс. Два различни случаи се, најпрво тие 5 тони марихуана, а тоа вториот дел нели е 40 тони, мислам па се качи и на 50 тони марихуана, што беа запленети од домашни фирми, дел од нив се во постапка на губење на лиценците за работа. И сега за овие 5 тони, пред неколку денови, може 5, 6, 7 денови, последната информација беше 10 приведени за 5 тони марихуана. Имаме ли, Петрушевски, некоја информација што треба да ја знаеме во јавноста? Пак ве прашувам, бидејќи вие од партиската говорница и на оваа тема секојдневно со имиња, со презимиња нотирате поврзаност на поранешни премиери од СДСМ со бизнисот со нелегална трговија на марихуана. Така, факт е дека претходната влада ја направила Македонија Колумбија на Балканот и факт е дека имаме незаконско производство на марихуана и тоа мора да го објаснам кратко. Има
стандарди и правила како се одгледува марихуана, која што може да биде употребена во медицински цели. Кај нас случајот не е таков, кај нас се произведува на нива. Случајот кога треба да се употреби за медицинска употреба е во строго контролирана средина, затворено, не може да биде надвор. И законската регулација е многу сериозна во апсолутно. И што правеле они? Што направиле они? Откако се обидува да го сменат законот и не успеа, за да ги легализираат овие незаконски криминали, производство на марихуана, тие си носат одреден подзаконски акт со кој се уредуваат дека ако вика така законот, ама може и на ниво да се произведува, и од тука почнува целата работа. Мало дете знае, а сме имале милион пресконференции тогаш како опозиција, дека лиценца за производство на марихуана не можеш да се добие ако не си близок на Зоран Заев или на Венко Филипче. Фирма која што има заплена на преку 30 тони, сега не ме паѓате за збор, 2/3 од вкупната заплетена дрога, е на поранешен председател на општинска организација на СДСМ во Ново село, кој што е на слики со Филипче, со Заев и така натаму. Така што тоа се фактите и аргументите кои што се изнесени во јавност. Во делот на приведување да има, меѓутоа ќе мора се обратите до јавното министерство затоа што немам конкретни бројки дали се 8, 10 или 5. И во делот на 5 тони не е баш така дека не се поврзани овие два случаи. Токму првиот случај го поттикна овој вториот случај, ако сега ги гледаме како различни случаи, и она кое што очекувам од јавното министерство да има темелна истрага, да го испите она кое што јас го говорам на пресконференцијата, а тоа е поврзаноста на поранешниот премиер со овие случаи, за да се добие целата слика, и се надам дека имаме многу повеќе приведувања по однос на оваа тема. Граѓаните го слушнаа прашањето, го слушнаа бога ми одговорот, се кажа, само не се слушна. Добро, реков, не би сакал да сум вас кажа. И да сака да не може. Па не, одговарате, знаеш како сметате, ке пополнам 5 минути со некој одговор кој што содржи дрога, а ништо не одговарате за ома, јас ќе го вратам тоа со задоволство. Вие ќе се цените ако имате сега не знам партија нека не ви се фрлив така, слушам се што се фрлевте, ама види ја спуштате дебатата многу ниско, се поставувате како некаков авторитет, се исмејувате, а не ви држи вода, вие не знаете основно поминување на граница, се излетавте тука и сега овде кога се обидувате дека да му наметнувате некои тези. Доставете ми, да се слушам. Ма не мене вие оценувате. Ајде, зборувате си ги вашите аргументи. Може сега, може. На крајот две молам сега да значи, не се. 2 години повторуваат и денеска на емисија и на секоја пресконференција СДСМ. Од време на време ќе фрлите странски служби, единствено надвор од СДСМ и странски служби што Мицковски го кажа како премиер, тоа беа кравите. Ако се сеќавате, кој што нема 10 доволни, па не пасат и затоа требата порасна, да имаме пожари. СДСМ вие за све виновен. 2 години сте на власт. Па не во соопштението кажувате груби, сега кажеше вас груби ви требаше за да се справите со криминалите. Смешно. Дозволете. Значи не одговарате на базично прашање, пак ќе ве прашам. Месец дена помина, ниту вие, ниту премиерот не давате одговор. Која фирма го направи тоа? Од каде се тие 5 тони? Кој е превозник? И ве прашам, дали може 5 тони дрога да поминат царина и полиција на граница без тоа да биде договорено? Што мислите? Сега ќе ви одговорам на прашањето. Повторно базично непознавање на работа. Повелете. Ќе ве замолам, ако сакате јас ќе ве одвезам, да отидеме до границата со Република Србија. Добро. И да видите дека таму нема полиција од македонска страна кога ја напуштате. Има ли царина? Царина има, меѓутоа тоа е друга приказна. Па сега ќе ви, ако ми дозволите, види, можам ја да се смеам. Не, добро, ајде да молам кратко, ајде објаснете. Царина има. Еве објаснете. Каде е царинарникот? Значи има декларирана стока која што иде на електронски систем. Царина, ако треба да има вина, треба да има во моментот кога се товара таа стока, а не во моментот кога поминува граница. Тоа се базични непознавања. Меѓутоа, сите овие информации Добро. Македонското обвинителство и српското обвинителство многу скоро се надевам ќе ги сработат и ќе ги достават до јавност. И тука да нема никој дилема. Ова се само дневно политички тези кои што ги употребуваат за некаков ред. Меѓутоа ќе ми дозволите. Месец дена не одговарате на прашањето. Ама еве сега ќе одговорите цело време одговара. Ви самите видите и прашањето е нема полиција. Како да ти одговорам ја кај е полицајско кога нема сте подпишале меѓународен договор со Република Србија. Царинарникот не бил вечерта таму, така? Нема цариник на излез. Нема никој. Контролира стока, тоа е значи нема никој. На утовар се тоа гледа. Ама и цариник имаме и на утовар кога се прави така, кога се товара ви
Има, Така значи, е, контрола. ама не на граница. Ама добро, значи, има представник на надлежна институција кога се товара робата. Така е, и вие- Не мора да е физички на граница, во рамки на царината, на И сега шпедиција. вториот дел одговор. Па има протоколи, значи Како- има представници. Така, и сега има протоколи како функционира царината, има пропишани правила, уредби. Ама графици. чекајте, Ќе ми дозволиш дали, сега ама да не, го одговорам еве и прашањето? друго да прашам, дали МВР по сила на закон и протоколи ги чува фабриките, ги надгледува и ги контролира за марихуана? Не, ги контролира Министерството за здравство, меѓутоа ќе ви одговорам. Вака сега. Има протоколи како функционира царинската управа и закони нормално врз основа на тие закони, подзаконски акти и како се следи условно кажано стоката која што транзитира или влегува или излегува од Република Македонија. Не секоја камион или секоја превозно средство се отвара и се прегледува, затоа се пломбира. Затоа викам има протоколи. Овде како покажуваме базично непознавање на царинското работење. Баш тие три. Од кај знаете дека се 3? Ние зборувавме колку треба за 5 тони отприлика, да. Па еден шлепер Еве, има еден е. 22 тона отприлика собира, така баш што тој- не знам како баш 3 тој се знаете поводи. дека меѓутоа добра информација ако ја знаете да ја проследите. Баш во тој- минатото. Трошевски, да, мораме да завршиме Така са. што? Значи, Значи- новинарското прашање од моментот на нелегалното производство до Така. моментот на нелегалното пакување, Така. излез од фабрика, до царина, товарање и преминување на граници, Така. ниту една институција, а ги има повеќе во ланецот за контрола, кај ниту една институција ние во моментов не можеме да лоцираме никаков формат, форма на вина и одговорност. Види, не е наша задача јас и ти да лоцираме одговорност. Не, ние како Треба зборувам како институциите да- институциите да лоцираат, државата, како да Така. кажам. Не ние овде во емисијава. Дозволете, имаме сега не меѓународен билатерален случај, како сага да кажете, кој што го води српското обвинителство и македонското обвинителство. Таму јас како пратеник немам никаков увид. Она кое што го знам се оние соопштенија кои што тие ги лиферуваат и ја известуваат јавност. Знам дека има заедничка истрага и знам дека таа истрага ќе вроди со одговор на сите овие прашања. Оне кои што се базични прашања кои што ми ги поставивте во делот на поминување на граници, во делот на подзаконски акти кои што се јавни, јас можам да ги соопштам да ви кажам дека не е така како што вели опозицијата. Меѓутоа јас не можам да знам што работи македонското обвинителство, уште помалку можам да знам што работи српското обвинителство во делот на овој случај. Јас едно можам да ви кажам, дека како пратеник ќе се заложам максимално она кое што ќе го изнесе во јавноста од двете обвинителства, доколку постои прекршување во било која институција, а е под извршната власт, да има соодветни реперкусии и соодветни санкции, тоа ќе го покрена. Тоа можам јас да го правам. За разлика од порано, кога што молчеле. Да речеме, имаат случај каде што Жерновски координирал изградба на клиничка болница во Штип, затоа земал паушал од 1000 евра и на крај банката си ги повлекува парите и ние не видовме ни од клиничка болница Штип. Такви работи нема повеќе да вакви работи повеќе нема во државата и нема да се случуваат. Бик има најава од господин Заев за тужба, ќе си добиете и од мене како и Митева, затоа што кажува дека сум бил координатор. Пак нема да биде задоволство кога се појдете на суд. И пред вашите суди, дозволете. Ви благодарам на оваа емисија што потврдивте за дрогата дека помина низ нашата граница, бидејќи Мицкоски на 4 февруари прашува на глас. Од каде знаете дека 5 тони марихуана поминале низ нашата држава? А како ја потврдив се извинувам? Ке си ја слушнете емисија. Како ја потврдив? Јас ви објаснив како се поставите и ви кажам дека јавното обвинителство ќе си ги дава одговорите на прашањата. Дека овие 5 тона си кажете, дека овие 5 дозволете, па добро, не на крај за последно. Дека овие 5 тона ќе дојдат до премиер, ќе дојдат. Вие велите до поранешен, јас ви велам до актуелен премиер. Мора да завршуваме тужба, рековме, јас грешив преска, реков кривична тужба е од поранишниот премиер Заев за вашите пресконференции каде го споменувате неговото име во контекст на производство. Да, сега искам да видам, не сум ја примил тужбата, она која што го објавил он на неговата Facebook страна го прочитав, многу слаба тужба без никакви основи, мислам дека многу лесно ќе го победам на судства, надевам дека ќе се појави и мислам дека како што реков, тоа му е само еден блеф и опит да се испере пред неговото членство или неговите поддржувачи за се она кое што го направил како штетно изминатиот период. И како овој случај ќе доведе до високи функционери на СДСМ во минатото.
Сериозни сте за тужбата или ова го кажавте сега малку Јас посимпатично кажав да звучи на за разлика од дебатата пред минатиот една пат? недела дека Да. последниот пат кажав дека Веројатно наредниот нема член на повторно да ВМРО да правите помане, реприза. кој што ќе го повтори тоа дека сум бил задолжен за изградба на Штипската болница така Координирате активностите, Ке- сте не, имале нема, паушал од нема. 1000 евра. Па добро, може ли да се доискажам еднаш? Да, завршувам. И за ова, како и митева, ќе си добиете премет. задоволство. И се со задоволство правите. И груби Па со затоа што задоволство го го победува внесовте. на суд, така е. И зад, пак верувате у судството, а за, Така е. и за овој Верувам. предмет, за кој што ќе добиете тужба, ви информирате со портпаролката како се движи предметот. Да, мора да завршуваме. Нема проблем и еве уште веднаш ќе кажам дека нема да пушти тужби и ова е само еден обичен блеф на јавна сцена за да Добро. се испере за ова кое што Не, е не суштина, а се- суштина е дека бил член на одбор кој што требало да изгради клиничката болница во Штип и за тоа се имал 1000 евра паушал и такво ништо до ден денеска не е направено. Добро, ние Тоа е оваа тоа. дебата Да, ќе продолжиме завршувам. во судството. Со задоволство како што ви Да, рекам. замолам. Себе со задоволство. Петрушевски, Жерновски, ви благодарам на двајца. Благодарам за поканата и се гледаме на Благодарам. Да. Почитувани, завршува 24 анализа, следуваат вечерните вести, пријатно од ова студио.